Вести на Канал 8, добар ден. Пожар што можеше да заврши со сериозни последици е изгаснат викендов во близина на станица за точење газ за автомобили во Кочани. Две екипи од територијалната противпожарна единица и неколкумина вработени од станицата учествувале во гаснењето на огнот, што навреме бил локализиран. Тони Ајтовски со деталите. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани викендов успешно локализираа пожарот по големи размери, што избувна во непосредна близина на станицата за точење газ на влезот во градот. Огнот од запалените стрништа зафатил површина од околу 2 хектари, а силниот ветар го префрлил на десетина метри од трите цистерни полни со ТНГ газ. Поради густиот чат и огнот, оттежното се одвиваше и сообраќајот на магистралниот пат А3 на релацијата Штип-Делчево. Интервенцијата на пожарникарите трајала повеќе од 2 часа, а на помош се вклучили и вработените во станицата за газ. Действувавме со 3 возила и 5 пожарникари. Ризикот беше поголем бидејќи во дворот на плинската станица Александрија имаше 3 цистерни со плин, кои можеа да предизвикат огромна штета од огромни размери и на околните објекти. Ова е се од несовесните граѓани кои палат покрај страништата си дозволуват и во близина на разни објекти. И покрај неповолните временски услови, пожарот бил ставен под контрола, а се направило и дополнително обезбедување на местото, за да се спречи повторно разгорување на огнот и загрозување на локацијата на станицата. Случајот е пријавен кај надлежните инспекторски служби, а по направениот увид се очекува да биде поднесена и соодветна пријава против сторителот. Од територијалната противпожарна единица Кочани информираат дека само во текот на изминатиот викенд имале над 20 интервенции за гаснење оган од запалени стрништа, што освен опасност од материјална штета, дополнително придонесува и за загадување на воздухот во Кочанската котлина. Општина Виница е во фаза на изработка на буџетот за 2019 година. По тој повод ги поканува сите здруженија на граѓани, невладини организации и останати заинтересирани лица, чие што работење може да биде поддржано од општина Виница, да достават своја програма за работа за 2019 година со финансиска конструкција за истата, како би можеле навремено да бидат планирани во буџетот. Програмата се доставува до архивата на општина Виница, улица Белкамен 13, најдоцна до 30 ноември 2018 година. Денови на бесплатен правен совет организира Министерството за правда, подрачно оделение Кочани во соработка со Адвокатската и Нотарската комора и Комората на извршители и медијатори. Истите ќе се одржат на 22 ноември со почеток во 12 часот и 30 минути. Министерството за правда во рамките на своите надлежности организира денови на бесплатен правен совет во соработка со Адвокатската комора, Нотарската комора, Комората на извршители и Комората на медијатори. Одржувањето на деновите на бесплатен правен совет се организира за сите граѓани за прашања од областа на медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето. Деновите на бесплатен правен совет ќе се одржат во сите подрачни оделенија на Министерството за правда на 22 ноември 2018 година со почеток во 12 часот и 30 минути. Подрачното оделение Кочани на Министерството за правда го информира локалното население и ги повикува сите граѓани заинтересирани за прашања од областа на медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето да присуствуваат на денот на бесплатен правен совет, како би можеле да го добијат потребниот совет. Бесплатниот правен совет ќе се одржи во салата на советот на општина Кочани на 22 ноември. Во рамки на проектот финансиран од Европската Унија воведување на национална програма за консолидација на земјиште, кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО, заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Објавен е повик за учество на тендер за консултантски услуги за изработка на физибилити студии во 7 избрани области за консолидација на земјиште во земјава.
Во рамки на проектот финансиран од Европската Унија воведување на национална програма за консолидација на земјишта, кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО, заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавен е повик за учество на тендер за консултантски услуги за изработка на физибилити студии во 7 избрани области за консолидација на земјишта во земјата, и тоа: Стојаково во општина Богданци, Трн и Жабени во општина Битола, Лешани во општина Дебарца, Чешиново и Чифлик во општина Чешиново Облешево и Моноспитово во општина Струмица. Физибилити студиите како прва фаза од постапките за консолидација на земјоделско земјиште треба да покажат дали консолидацијата на земјиште е изводлива во секое од идентификуваните потенцијални области низ државата. Сите овластени геодетски компании од Комората на трговци поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи се поканети да земат учество на тендерот. Компаниите ќе можат да пристапат до тендерската документација по претходно регистрирање на порталот на Обединетите нации за тендери. Рокот за аплицирање на тендерот е среда 5 декември 2018 година до 12 часот. Крајниот рок за поставување на технички прашања согласно насоките во тендерската документација е среда 28 ноември 2018 година. Главната цел на физибилити студиите е да се направи детална проценка на моменталната состојба на терен, да се потврди подготвеноста на земјоделците и сопствениците на земјиште да се вклучат во процесот, да се идентификуваат индивидуалните потреби, да се провери дали се задоволени сите предуслови за успешна имплементација на консолидацијата на земјиште во секоја од избраните области. Врз основа на анализата на ситуацијата, студиите ќе обезбедат препораки за најдобар пристап за консолидација на земјиштето во секоја од областите, а исто така ќе ги идентификуваат и приоритизираат потребните инвестиции во земјоделска инфраструктура согласно потребите. Инаку, проектот е финансиран од Европската Унија во ведување на национална програма за консолидација на земјиште, а го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Буџетот на проектот изнесува 2,56 милиони евра, финансиран од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија 2,5 милиони евра и придонес на ФАО 61,2 евра. Истиот ќе се спроведува во време трајање од 3,5 години, почнувајќи од март 2017 до август 2020 година. Главната цел на проектот е да се реши проблемот со фрагментираноста на земјоделското земјиште со цел да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини и да се обезбеди одржливо користење на природните ресурси. Со свечена академија и полагање цвеќе на бистата, Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари го одбележа својот патронен празник. Свечена академија на која настапија сите ученици од училиштето се одржа по повод одбележување на патрониот празник на Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари. За подготвената академија, освен учениците, се погрижија и наставниците од училиштето, а присутните ги поздрави директорката Сонја Иванова. Денес го обележуваме патрониот празник на нашето училиште Крсте Петков Мисирков. Од таа причина положивме цвеќе пред споменикот во нашето училиште. Во петокот имавме свечена академија на која земаа учество сите ученици, како и наставници, голема благодарност до нив. По повод патрониот празник на училиштето на бистата на Крсте Мисирков во дворот на истоименото основно училиште во Оризари, делегација од општина Кочани и представници од училиштето положија свежо цвеќе. Инаку учениците од ова училиште под менторство на своите наставници секоја година максимално се трудат и учествуваат на државни и меѓународни надпревари и освојуваат награди и признанија во и надвор од државата. Хуманитарен концерт за помош на Здравко Арсов од Кочани се одржа во спортската сала кај гимназијата. Граѓаните донираа и со тоа ја покажаа својата хуманост. На Арсов му се потребни средства да замине на операција за ногата во Германија. Граѓаните на Кочани ја покажаа својата хуманост и донираа за помош на Здравко Арсов од Кочани, за кој се одржа хуманитарен концерт во спортската сала.
Настапија музички бендови и групи и естрадни уметници од Македонија, Сашко Велков, Јордан Митев, Старс бенд од Кучани и културно-уметничко друштво Кавалџи од село Штука, општина Ростуша, кои исто така како и граѓаните ја покажаа својата хуманост и позитивно се одзваа на поканата за учество на концертот. Сите ние се трудиме од како јас тоа би го нарекол од човечка гледна точка, значи би требало да се најдеме во вакви ситуации, да можеме да помогнеме, кај што ќе можеме да постигнеме и кај што ќе нормално најдеме време да се најдеме во вакви ситуации да можеме да помогнеме. Како и да јас оваа вечер се најдов во овој момент да не сум некаде настрана, да не сме на некој настап, на некоја турнеја надвор од нашава земја. Ето, успеав да помогнам на господинот Здравко. Јас секој пат велам, дај Боже да може во вакви ситуации да бидеме помногу бројни, да нашиот народ има и на еден начин да има традиција, да имаме навика во вакви ситуации, да можеме да се помногу бројни, да помагаме и сето тоа значи да на некој начин да има ефект. Ние сме на располагање, јас зборувам во поширок опсег во името на моите колеги, на другите естрадни уметници, дека стоиме за секоја ваква иницијатива и ќе се трудиме најнормално, значи да дадеме све од себе, да бидеме дел од вакви хуманитарни организации, да се соберат средства на секој оној кој му треба помош. И знаете како, еве сега јас Јордан го слушнав и кажа многу паметно, значи од мене и од вас толку од Господ дај Боже повеќе. Самото чувство кога на некого, самиот гест кој што кога помагате на некого, тоа значи дека давате некоја шанса на некого, давате некоја позитивна мисла, да самиот човек се избори и да продолжи понатаму во животот без разлика каков и да е проблемот. Јас чувствувам некоја обврска дека секогаш кога можам, кога сум во состојба, треба да помагам, бидејќи мојот талент и мојата работа е успех и на мене, како човек кој што вложив многу во себе, меѓутоа некако тоа го сметам и како некоја Божја дарба, која што никогаш не би сакал да ја злоупотребам и секогаш се трудам, тоа што е кажано познатата од народ за народ, значи се трудам да му дадам на народот толку колку што можам во моментот и да помогнам таму кај што можам и таму кај што вистински е потребно. Така да сум среќен што и благословен што ја работам оваа работа, бидејќи ова е емотивна работа, ова е и духовна работа, бидејќи песната раѓа емоции кај луѓето кои што прво се родени кај мене, а со тие емоции јас морам да ги допрам и самата публика. Така да тоа на некој начин не спојува, не врзува заедно и се трудам таа позитивна енергија да ја одржам колку што можам и да се дадам максимум на луѓето. Публиката беше доста расположена и тоа го покажа со тоа што дел од присутните заиграа јоро во салата, па придонесоа да се подигне расположението на повисоко ниво. Инаку Здравко Арсов од Кочани е човек на кој шеќерната болест и нејзиното прогресирање му ја зеде ногата. Хуманите граѓани може да му помогнат повторно да оди нормално, со тоа што, ако ја собере потребната сума пари од 25.000 евра, ќе замине на операција на ногата во Германија. Апелот за донации продолжува и понатаму. Следуваат информациите од спортот. Стартуваа зонските надпревари во футсал машки за средни училишта. Екипата на Средното училиште Гошо Викентиев загуби на надпреварот со Средното училиште од Каменица и од Средното училиште од Делчево. Стартуваа зонските надпревари во футсал машки за средни училишта. Во салата на основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари се одиграа 3 надпревари. Првиот надпревар се одигра помеѓу Средното општинско училиште Миле Јаневски Джингар од Македонска Каменица и Средното училиште Гошо Викентиев Кочани, во кој тимот на училиштето од Каменица се покажа подобар и го победи тимот на Гошо Викентиев со резултатот 2:1. Вториот надпревар се одржа помеѓу екипите на Каменица и Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево. И тука подобри се покажаа учениците од Каменица и надпреварот заврши 3:1. И последниот надпревар за денеска се одигра помеѓу екипите на Делчево и Средното општинско училиште Гошо Викентиев, при што екипата на Делчево ги победи Кочанци со резултатот 4:3.
Од денес започна зонските надпревари во футсал за средни училишта. Во надпреварите учествуваат 3 училишта од Кочани, Сол, Гошо, Викентиев, средното училиште од Делчево и средното училиште од Каменица. Надпреварите се држат во 2 етапи, каде што денес сме ние домакини, се надпреваруваме, а после 2 недели наследуваат реванш турнир. Игракме прва утакмица со училиштето од Каменица, каде изгубивме со 1:2. Моментално се игра надпреварот меѓу Каменица и Делчево. И третата утакмица играеме нашето училиште со Делчево. Најдобрите од зонските надпревари ќе одат на регионалниот надпревар. Инаку надпреварите се во организација на Федерацијата на училишни спортови на Македонија, а во зонските надпревари од Кочани учествуваат 10 екипи од основните и средните училишта. Викендов се одигра надпреварите во фудбалските првенства во третата лига во машка и во првата лига во женска конкуренција, при што и двете екипи од Кочани постигнаа победи. Осогово го совлада работник од Лозово со 3:1. Фудбалерките на Кочани славеа победа од 11:0 против Плачковица. Кошаркарите на Баскет Дино загубија како домаќини од МЗТ Аеродром од Скопје. Нова победа остварија фудбалерите на Осогово во 12-тото коло од првенството на третата фудбалска лига Исток. Кочанскиот третолигаш беше домакин на средбата со работник од Светиниколското село Лозово, против кое прокнижи 3 бода, откако надпреварот заврши со резултат 3:1. Ваквиот епилог и се очекуваше, особено по победата во претходното коло против Малеш на гостувањето во Берово, со што жолто-сините им се реваншираа на гостите за поразот што го претрпеа пред 1 месец. Со овој успех Осогово останува на првото место на табелата и во моментот има 27 бода, 3 повеќе од второпласираното Овчеполе кое ремизираше на домашен терен со Малеш. Во следното коло жолто-сините ќе гостуваат во Делчево против екипата на Брегалница сениори. Викендов се одигра и 11-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на екипата на Плачковица од Радовиш и славеше убедлива победа од 11:0. Ваквиот резултати се очекуваше со оглед што овој надпревар беше една од најлесните задачи за нашите фудбалерки, бидејќи радовишенки се на последното место на табелата без ниту една победа до сега. Успехот против Плачковица го подобри бодовното салдо за кочанскиот женски прволигаш, кој во моментот со 10 бода е на 10-тото место. Во следното коло екипата ќе гостува во Битола против Атлетико. Кошаркарите на Баскет Дино пак во 6-тото коло од првенството на втората лига Исток доживеа уште еден пораз, овој пат како домакини. Тимот на МЗТ Аеродром од Скопје се покажа како пресилен противник и на крајот ги остави домакините со празни раце, славејќи победа од 88:82. Скопјани се аспиранти за врвот и со победата ова го потврдија, со оглед што се наоѓаат во групата од 4 тимови кои имаат 10 бода и го делат првото место. Баскет Дино пак со 7 бода се наоѓа на 8-та позиција на табелата. Во следното коло нашата кошаркарска екипа ќе гостува во Крива Паланка против истоимениот тим. Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.